Нова распределба на земјоделското земјиште најавува министерот Николовски откако претходно по направената ревизија на голем број закупувачи им беа раскинати договорите како резултат на констатирани неправилности. Сега во овој период од јануари натаму ќе бидете сведоци дека владата веќе ќе објави огромен број на огласи, односно големи површини на земјоделско земјиште ќе се стави во функција, односно ќе биде дадено под концесија. Биде дадено на луѓето кои што се вистински земјоделци, кои што се вистински сточари, особено ќе ставиме акцент да сточарите добијат земја, и тоа ќе биде една од клучните политики кои што ќе ги работи. Најавите за нова распределба се нова надеж за земјоделците кои досега беа оставени без земјиште иако друг начин за екзистенција немаат. Ваква е состојбата со околу 10 земјоделски семејства од Карбинско кои чекаат на нов оглас за распределба на 400 хектари во Таринци и Стар Караорман. Тие уште пред Нова година упатија писмо со барање за распределба на земјиштето и се заканија со блокади на патиштата. ЗИК Црвена звезда отиде под стечај, потоа земјиштето беше доделено на поледелство. Моментално за договорот на поледелство е раскинат од Министерството за земјоделие и со записник и е одземено владението. Земјиштето е слободно, ние сега бараме да се подели на луѓето од село Таринци и од цела општина Карбинци. Развојот и унапредувањето на земјоделието е една од клучните заложби на владата на Заев. Од овие причини формиран е и Комитет за земјоделство и безбедност на храната. Станува збор за владино тело кое треба да биде во функција на земјоделците и агробизнисмените и чија задача е да ја следи реализацијата на мерките и програмите, но и да дава насоки во интерес на развојот на земјоделството и европските перспективи. Сепак првиот тест и оваа комисија и министерството ќе ја имаат при распределбата на земјиштето, односно одговорноста истото да заврши кај вистинските земјоделци.